Па остана селе, не могу да излезе. Си се врате пак тука или беше тука? Не таму, таму ќе се удеев, прибав малце за мало ќе се удеев. Како останати внатре, таму? Па остана селе, не могу да излезе. Си се врате. Многу тешко е во ситуацијата во Прилепска, повторно поплава не пате, над метро и пол е сега долу во кујчите, значи све се пропасте, значи немаме веќе излаз. Молиме значи до државата, значи надлежните да земат значи за нас нешто да ни се помогне, веќе сме на улица. Ова е втор пат, значи се уништува за месец дена, значи втора не паѓа. Полошо е. Сега уште се полнат кујчите. Све е уништено, готово, немаме ништо више. Готови сме веќе. Сега надлежните ги молиме, градоначалникот, кој како може ништо да ни помогнат, останавме на улица сме веќе. Готово, јас сум таа жената со 4 операции, што се лечам Димирки за реве, а сестра Мита ментално оболена е, значи сите сме уништени. Моментално во Кичево, во Прилепска, катастрофа. Значи, пред една недела, две не пате поплава, не знаевме каде да одне, не донесе овде. Сега исто пак поплава дојде, док е патот е извајна поплавата. Значи, таму не се живее. Значи, никако не е. Ни се влага, ни мој таму да се живее. Значи, таму е катастрофа. Со багер излеговне, со багер не ваѓаја на свите. Деца, мали, стари луѓе, болни, жени, болни. Значи, катастрофа е таму, не се живее повеќе во Прилепска. Значи, го молиме градоначалникот да види нешто да направи, да ни дај некој станови, да не се малтретираат ни тие, ни ние.
Моментално, значи, ситуацијата е слична како претходната поплава. Имаме околу 206 луѓе евакуирани во моментот во спортската сала Иванидол. Значи, течението на река Зајашка е веќе поплавено од населба Пашино до Долово Прилепска. За голема среќа наша немаме повредени, значи повлечени се сите семејства што се најризични покрај течението на реката и очекуваме бројот, како што гледам, да се зголеми до 200-230 луѓе да имаме моментално овде евакуирани. Кои институции се во терен? Па моментално сме, значи, ДЗС, Центар за управување со кризи, Црвен крст, општина Кичево и јавното предпријатие Комуналец работат на терен со водата, да со расчистување, со пумпите, со канализација комплетно. Фала ви.